Драги мои, добро вечер, добре дојдовте. Денеска е среда и точно сме на средина на страстната седмица и малку повеќе на култура, на религија, на смирение. Живееме во многу бурни времиња, се случија многу трагедии. Единствено, како да ви кажам, уште една мачнина не сетува, загубивме многу деца, како во војна. Ма војна олку немаше да изгинат. Загубивме деца во еден несреќен случај. И неодоливо мачно ме потсетува на трагедијата кај Смилковско езеро. Воопшто нема сличност, дека беше во Кочани беше несреќен случај. На Смилковско беше екзекуција. Оно што го видов денови, нема потреба сега да го илустрирам, е што таму изградена црква и изграден крст кој годинава засветли неколку дена пред Великден. Да ни биде потокас, потсетување и мотив за молитва. Свесни ли сме или не, што значи молитвата, тоа е веќе филозофско, религиозно, нешто што можеме да дебатираме или вие да го дебатирате. Оној што е на патот не поставува прашања за овие работи. И како и сите овие страдања не се ради нив или ради Бог, се ради нас. Заради нас. Како ние ќе постапиме, што ќе правиме, дали малце ќе се свестиме. Утре Велик четврток, како и секој празник, постојат традиции. Те ова се прави, те она се прави. Искрено да ви кажам, мој совет, значи не советувам, и забрането ми е совети да делам, освен понекој само моите размислувања. Кога ги кажам, апсолутно ми е забрането да свестувам некого. Но мој совет е, не ги читете порталите, на овој ден правете го ова, не го правете она. Отворете било кој календарче и само ќе ви каже. Овој ден литургија, овој ден е постно. Петок ви е најстрогиот пост, најтешкиот ден. Нема литургија тогаш, нема причестување. Секако во сабота на полнична литургија ќе се причестиме, ќе се израдуваме, ќе го прославиме денот на победата над смртта. Нема поголема. Нема поголема победа, нема поголем празник, нема. Уште не е јасно што значи тоа. Значи дека си вече, брат, дека крај нема. Смртта е победена, не владее. Тоа дека ќе умреме во овој живот, ќе умреме, но тоа е премин, тоа не е смрт. Смрт е прекин на екзистенција, а ние преминуваме од едно на друго. И во овие денови многу едноставно и нема што да се потресуваме. Кога што се правило, кога не се правило. Аби имаш литургии, имаш читања во петок, се евангелијата се читаат, некој ќе чистат дома, некој ќе бацаат јајца и нема тука никакви правила. Кој што си може и како сака си го прославува празникот. Со смирение, со пост, со молитва. Кога ќе дојде празникот, еме, јадеме, пиеме, се радуваме. Многу едноставно. Не паѓајте, тоа се магиски финти. Тоа е обид на нечестивиот да ви ги замати празниците, да се занимавате со форма наместо со суштина. Што ти вреди ако не се причестиш? Што ти вреди ако не си постал? Што ти вреди ако имаш молитва?
не дека ќе ја добиеш, не, ретко кој успева да ја постигне. Дали си се потрудил да се осетиш, знаеш, со себе, чекај, се воздржав од алкохол, се воздржав од храна, се воздржав од секс, се воздржав од вулгарност, се воздржав. Така да не им паѓате на овој ден, немој ова да го правите. Врска нема. Значи, како викаат, не се работи на овој ден. Како не се работи? Хирургот нека фрли. За него може. Полицајецот нека фрли. За него може. Па за кого не може? Значи, проценка е здраворазумска што треба да правиш, што не треба да правиш, на што си посветиш. Ако можеш се посветиш на пост и молитва, посвети се. Ако имаш неодложни обврски, не паѓај, не свети, не слушај портали. Тоа се истите оние кои измислуваат извори, баба Вања, кажала ова, кажала она, која ја заменија порано беше со Нострадамус. Не знаат што да измислат за кликови, а прост народ клика и шо клик туку верува. Но во сабота во Иерусалим се случува една надприродна работа. Значи, надприродна работа која не е визуелна, нема ефекти, чисто е лично доживување, е причесната. Секоја недела се причестуваме. Секоја недела, секоја литургија е Великден. Секој ден е Великден. Затоа што во вечноста секој ден е раѓање и Великден и вечна екзистенција и прочистени само во љубовта живееме и вчера, и денес, и утре, која не постои, него севкупна екзистенција во нешто што нема ни простор, ни време. Неразбирливо? Апсолутно. Ама квантната механика го разбира. Па дури и она не може да го разбере затоа што е дел од материјалниот свет, да збориме за нематеријален свет, уж не можеме да... Ние го збориме, не можеме да го поимиме. А кој знае дали кога ќе биеме во таа екзистенција ќе го поимиме. И ако го поимиме нашата екзистенција, сигурно ќе биде динамичен, вечен процес на учење, на растење, на развивање, затоа што сме пови да станеме богови, но Бог нема да го сватиме. Нема да го разбереме. Нема да можеме. Тоа со сигурност го знаеме. Но ќе го чувствуваме и ќе коегзистираме со него. Како иде? Вау! Затоа никој не се вратил. Кој си заминал од овој свет. Значи, надприродната работа е надприроден чин. Што е надприродниот чин? Леб и вино со молитвата стануваат тело и крв Христови. За некого звук на зборот крв станува соблазнително. Но тоа не е крв наша човека, која стресува. Тоа е божествена енергија. Тоа е нетварна енергија, која се материализира и ја внесуваме во себе. Со тоа, многу работи подобруваме, многу центри отвараме, некои затвараме, ни помага за... Не знам што ни помага. Господ најдобро знае. Но има уште еден надприроден чин кој се случува секоја година пред Великден. Тоа е на Христовиот гроб во Јерусалим, во црквата, во самата црква има црква која е Христовиот гроб. И негде околу пладне или попладне, пред Великден, во сабота, тоа е преполно со луѓе. Претежно се верници, но исто така има, како викаат муслиманите за нас неверници, каурска полиција. Значи, турци, израелци, кои се таму ставени пред црквата
да владиката кој лезе во Христовиот гроб го претресат, значи не верници, не христијани, туку не христијани, полиција, војска и ханата му е присутна таму, за да не внесе запалка, кибрид или било што со кое ќе ги запали свеќите, бидејќи он таму влегува со молитва и по Божја промисла и благодет во самата внатрешност во црквата, а околу црквата, околу Христовиот гроб, почнува да светка. Покажуваат дека благодатниот оган слегува од небото и во даден момент излегува владиката со сноп свеки со благодатниот оган. Што со тој оган? За наша радост, едно мало, минимално, микронско чудо, за да се израдуваме, да станеме, да има малку зрното на сомнеш и малку оној зрното сина вера кое го немаме, малку да зарасне, дека случува чудо. Тој благодатен оган во тој момент дури не може да те изгори. Тоа се случува со векови наназад и со векови кога ќе почне да се дели, никому не му изгорела коса, никој не настрадал. Преполно е со сирици, преполно е со грци, руси, представници од сите цркви. Често пати последниве, да речам децени, со авион го носат благодатниот оган, па го носат по манастири, од манастири го носиме во куќите. Ни служи за молитва, ни служи за да измолиме за здравје. Но е чудо. Чудо во кое веруваш или не веруваш. Многумина не веруваат. Многумина прават видеа, во тоа докажуваат дека тоа било лаг, дека тоа било хоукс, дека тоа било намештајка. Но премногу години се случува и премногу луѓе и сведоци има и огромни контроли токму да не се случи превара. Знаете, православната вера е единствена каде што ќе чуе од свештеникот кога воведува дете од фамилија христијанска, кога тинеџери вика нема Господ, ја не верувам. Знаеш, во друга вера, прво ќе го згрбат од ќотек, може и раци нозе да му испршат, може и мозок да му исперат, може и биде осуден, може и поблаго да помине, како и да е. Но ја на некој пати сум го слушал тоа, па и кај постари луѓе. Свештеникот му вика, добро, испитувај, иди. Ја верувам во јога, окей? Испит дали јогата е во право или православи. Нема Бог. Окей, испитај дали нема Бог. Тоа е многу храбро. Тоа е толку силна вера, тоа е толку силна и длабока убеденост дека не мораш ти никого да принудиш да ти верува. До толку е силата на свеста дека Бог е со нас, дека е актуелен, дека е жив, да не чувствуваш ни навреден на оној што те негира. Му викаш, вори, испитувај бе, докажај, посвети го животот во тоа. Ке видиме до кај ќе стигнем. Еве ги, преку 2000 години следуваат да докажат. Затоа и ја сака науката, ја бара вистината. Колку научници на крај го видоа Бог. Се, и добро, боготражителството во суштина е трагање по истината. Дали е тоа научна, религиозна, филозофска, математичка, идеолошка, не е важно. Важно да трагаш по вистина.
И Бог го храбрува тоа. Ама вистина, не да се залажуваш, не идеолошки да си го замакаш. Во самата црква внатре има еден протокол кој владика и од која црква може и треба да влезе за да го добие благодатниот оган. Историски, ја не знам во текстов што ќе ви го читам дали го има, но историски еднаш се случува дека една земја, не е битно да не се соблазнувате, решава, вика, не од таа црква, од оваа нашава црква, ние сме многу јаки, нашиот владика ќе влезе и он нему ќе му се запали благодатни тога. Владиката кој требал да влезе в црквата и овие му забраниле, се тргнал на страна и застанал покрај столб со свеќа, чекајќи го благодатниот оган. Се потпрел на тој мермерен столб. Почнал да светка во црквата. Владиката кој од политички и слични причини влегол внатре, не добил, не му се запалиле светите, но владиката кој требал тамо, а не бил во Христовиот гроб, кој стоел покрај столбот, буквално потпрен, како јасно. Удира таква силна молња на мермерниот или камениот столб. Тој ден денеска стои таму, вие можете да го гуглате и да го видите како е расцепен и молњата дошла до него, не го повредила, но му ја запалила светјата. Тоа било пред сведоци, стотици и стотици луѓе кои никогаш немало таму празна црква, никогаш немало да нема луѓе пред Великден. Што вели историјата? Еве нешто од Бигорски манастир, од текстови кои го кажуваат ова. Иако самиот чин го имам на видео и ви го пуштам, во текот на долгиот период на историско бележење на чудото на благодатниот оган, начинот на кој службата се одвивала претрпел една многу битна промена која се однесувала на присуството на патриархот во внатрешноста на гробот. Почнувајќи од крајот на 15-тиот па до денешно време службата се врши на точно одреден начин. Патриарх легува сам во внатрешниот дел од светиот гробот, каде застанат на колена му батува на Христа посебна молитва за слегување на огнот. Но пред еден милиум службата била доста различна. Поред пишаните извори во текот на првите векови во кој чудото историски било забележано од 9-тиот до крајот на 15-тиот век, во мигот кога благодатниот оган слегол од небото во внатрешноста на гробот немало никој. Влезот во храмот на гробот Господов бивал запечатен со восок во знак на сеќавање на запечатувањето на гробот од страна на римската стража, а патриархот останал надвор од кувуклијата близу влезот, од каде ги превознес во обичаените молитви за слегување на благодатниот оган. Најстото пишано сведоштво за ваквиот начин на богослужење среќаваме околу 920 година, аретино сведоштво, но и сите последователни сведоштва се 1480 го потврдуваат овој. Значи, период од скоро 6 векови, во моментот кога небесната светлина слегувала, кога се палело неугасливото кандело внатре во гробот, светиот гроб бил празен и запечатен. Патриархот го упатувал во обичаените молитви надвор од гробот пред очите на присутните верници. При слегување на светиот оган небото биле забележувани плавичасто бели од бесоци на секаде низ простор. Тоа е како флешови од блиц, ама во тоа време нема блиц. Блиц, знаете, 20 век дури. Додека во исти миг се палело неизгасливото кандело и се осветлувала внатрешноста на гробот. Оваа сфера, како што произлегува од сведоштвата, веднаш би забележлива низ металните решетки што се наоѓале на влезот во светињата. Мракот на празната кувуклија наеднаш се губел од светлината што извирала од самиот камен гроб.
Тогаш муслиманскиот управител на градот, кој чувар на клучевите, го отклучувал гробот за во него да влезе патриархот и од кандилото да ги запали светите и да им го подели огнот на верниците. Ваквиот поредок, кој не преста се повторувал во 6 века, не оставал многу простор за полемики околу вистинитоста на чудото. Затоа и муслиманите, жители, не само што учествувале во службата, туку и го носеле огнот во своите домови. Од втората половина на 15-тиот век, некаде е околу 480 година, 1480 се сменил поменатиот поредок, па молитвата почнала да се изговара во внатрешниот дел на светиот гроб од страна на православниот патриарх, кој влегувал сам во гробот, а во предворието на Кувуклијата како единствен сведок присуствувал ерменскиот патриарх. Најстарото сведоштво за оваа промена, која датира 1481, потекнува од францускиот монах Пол Волтер. Според него и според сведоштвото на илјадници други луѓе, благодатниот окан се распрснувал низ внатрешниот простор на храмот во облик на плаво блесоци. Тој ги осветлувал деловите на храмот, лицата на луѓето и иконите и светителите, и палел некои од кандилата и некои свети од верниците. Огнот можел да прими разни облици, често да изгледа како целиот пресвет глоб да е обвитен во пламен или како од него да извира светлина, додека понекогаш појавуваат огнени топки кои излегуваат од кувуклијата и се движат по простор. Околу 25 поклоници што биле присутни на службата во 96 година посведочија дека тие огнени топки поменувале буквално веднаш на нивните глави, но секако не им предизвикува никакви изгореници. Многу од нив инстинктивно се веднале да ги избегнат топките. Сепак треба се напомене дека присуството на благодатниот оган не е подеднакво забележано од сите. Многу од присутните ниту забележуваат, ниту доживуваат нешто, а кај оние што доживувале чудото има разлики во сведоштвата. Тоа не зависи само од начината на верата, туку и резултат на дејството на Божјата промисла, која секого поделно го удостојувала да го доживее различно од другите. И ги имате овие 3 фотографии, а видеото е спремно и ќе ви го пуштам. Во денешно време службата започнува утрото на Велика сабота и состои од следните фази. Утрото на Велика сабота се гасат сите кандела во храмот, а Христовиот гроб се запечатува со пчелин восок. Точно нападне во храмот влегува Ерусалимскиот патриарх и започнува традиционалната света литија која 3 пати го обиколува тиот гроб. По завршувањето на литијата гробот се отпечатува и скевофилаксот, чуварот на светите предмети, го внесува во него згаснатото неугасливо кандело кој ќе биде запалено од светиот оган. Потоа патриархот ја соблекува својата архиерејска одежда во знак на понизност и стравопочит кон Исус Христос и останува само во бел хитон. Земајќи 4 снопа по 30 цвеќи, тој влегува во гробот. Со него влегува и представник на ерменците кој има право да се наоѓа во предворието од каде што го надгледува патриархот. Патриархот влегува сам во гробот и тука на колена изговара посебна молитва упатена кон Исус Христос. Ова на сликата ви е гробот, со која бара од него да го испи благодатниот оган како дар и благослов за осветување на народот. Речиси во истиот момент појавува светиот оган и започнува да се распространува во храмот, додека истовремено се пали неугасливото кандело внатре во гробот. Службата завршува со излегување на патриархот и предавање на огнот на верниците. Неугасливото кандело на светиот гроб за прв пат било запалено 326 година, кога е откриен Христовиот гроб и од тогаш е неизгасено полни 17 векови. Се гаси само утрото на Велика сабота. Најстарото сведоштво за ова кандело го наоѓаме во летописот на Етерија и Егерија, која го посетила свети гроб некаде помеѓу 381 и 384. Еве оваа стара снимка, иако денеска постојат и други снимки како жив доказ, еве во овие 4 минути светиот оган во Ерусалим снимен 96 година. Гледате како светите се палат и патриархот го дели благодатниот оган.
Ова е гасење на светлата, се гасат камерите, се гасат светлувањата, се гасат блицовите и тоа е некое непишано правило кој сите го почитуваат. Овие од блесоци се тоа. Кој верува, верува, кој не верува, тоа е тоа. Чудото на благодатниот оган. Појавата на благодатниот оган. Чудото на благодатниот оган за прв се случило на Христовиот гроб, кога во моментот на неговото воскресение неискажливо силна блескава светлина го осветлила просторот. Во Евангелието според Лука се наведува дека Марија Магдалена, Јоана Марија, мајката Јаковова, како и други жени од Галилеја, уште пред зори стигнале на Христовиот гроб. Таму виделе дека каменот што го затворил влезот бил поместен, гробот бил празен. И додека се чуделе што можело да се случи, двајца мажи застанаа пред нив во блескави облеки и им рекле: зошто го барате живиот меѓу мртвите? Он не е овде, а воскресна. Во Евангелието според Јован овој настин и уште подетално опишан. Во првиот ден од седмицата Марија Магдалена дојде на гробот рано, уште додека беше темно, и виде дека каменот од гробот е помесен. Тогаш отрча и дојде при Симона Петра и другиот ученик кого Исус го љубеше и му рече: го дигнале Господ од гробот и не знам каде го ложиле. Тогаш излезе Петар и другиот ученик и појдат кон гробот. И обајцата трчаа заедно. Но другиот ученик отрча побргу од Петра и прв дојде до гробот. И кога се наведна, виде дека лежи само повојот, но не влезе. Пред него дојде Симон Петар, влезе во гробот и виде дека само повојот стои. А крпата што му беше на главата негова
не стоеше при повојот, туку одделно свиткана на едно место. Како можеле Петар и Јован, додека е било темно, да ја видат внатрешноста на гробот и таму обликата во која била завиткано Христовото тело, особено Јован кој ни влегол во гробот? Одговорот на прашање дава свети Григорий Нински во своето дело за воскресението на Исуса Христа, каде што наведува дека сите што го придржувале апостол Петар во онаа ноќ поверувале во воскресението, затоа што Христовиот гроб бил полн со светлина, која била видлива не само духовно, туку и сетилно. И свети Јован Дамаски исто така назначува дека апостол Петар се изненадил кога ја догледал светлината внатре во гробот. Тој во своето слово на Велика сабота да објаснува дека светлината што во онаа ноќ засветлила во Христовиот гроб е несоздадената светлина на Боготворецот, истата онаа што засветлила за време преображението Христово на Торската гора. Светлината што исполнувала гробот на Исус Христа во мигот на неговото воскресение била несоздадената светлина на нетворниот троичен Бог. Но каква врска има помеѓу оваа несоздадена светлина и пламено што се пали во негостливото кандело, како и на стопчињата свеќи што ги патриархот? Според професорот на теолошкиот факултет во Атина, протоиерей Гергориус Металинос, несоздадената светлина е искрење од Христовиот гроб. Таа светлина невидлива, несоздадена. А потоа што ќе се запала стопчињата свеќи кај патриархот, светлината станува создадена. Значи, причината за палењето на огнот е несоздадената светлина, додека пламенот што гори и светите што можеме да ги доприме е создадената светлина. И бејќи овој пламен на почетокот ја има благодатната несоздателна светлина, тој не ги гори луѓето. Професорот протоиерей Теодори Зисис на прашањето за оваа несоздадена светлина е видлива од сите пресутни вели. Несоздадената светлина е видлива и денес, не од страна на сите, но од многумина кои присуствуваат на службата. Нормално, сите ги гледаат создадените последици од почетното несоздаденото дејство на светиот оган. Гледам, значи како благодатниот оган кој за неколку минути од несоздаден станува создаден материјален, се шири од еден верник до друг. Несоздадената светлина е видлива и првенствено за совршените, но Бог и допушта делум да го видат и оние несовршените, па дури и неверници, а цел за нивно спасение. Чудото на благодатниот оган прв пат се појавил токму во моментот кога Исус Христос, озарен од несватливата и непристапна светлина, се вратил од светот на мртвите за да го прослави своето воскресение. Таа иста светлина го исполнува светиот гроб секоја година за време на службата на Велика сабота. Ова сведоштво го запишал ерменскиот историчар Кириакос Гаджекеци во своето дело Историја на ерменците. Во делото го опишува историските настани кои се случиле од 4 до 8 век. Во Киракосовото дело, во создадено 61 година, кој било создадено во 1961 година, на англиски преведено од Роберт Бедосијан, 85-та пишува, велам, дека свети Григорий поставил едно кандело на Христовиот Бог и му се полел на Бога за празникот Воскресение. Тоа место да се осветли од нетварната светлина, што до ден денес постојано се повторува. На друго место во својата историја, Киракос се навраќа на истото прашање и наведува дека една година дошло до неслога помеѓу ерменци, православните грузици околу точниот датум на прославување на Воскресението. А што се однесува Воскресението, постоеше голема препирка и согласување помеѓу ерменците и другите народи, особено грузите. Пресудата ја донесе бескавото кандело на пресветиот Христов гроб, кој како што вел во согласно со молитвата на свети Григорий правосветител, без човечка интервенција или видлив оган, се пали по Божја волја секоја година. Ова се случува и до ден денес. Не знаеме кога точно се случил тој настан и што го поврзува светителот со чудото на благодатот оган. Имајќи предвид дека изградбата на храмот Воскресение започнало 306 година, дека
Светителот се укорил во 331. Очигледно дека настана што го опишува се одиграл периодот 326-331. Истото предание го сочил и арапскиот историчар Масуди, кој како што опишува во едно од наредните поглавја наведува дека светиот оган почнал да се појавува уште во времето на изградбата на храмот на Воскресението. И текстовите се долги, обемни и секој сака може да ги најде, да ги прочита. Това не се некакви, ајде да кажам, тајни. Што се однесува до снимките за благодетниот оган, ги има повеќе, има руски снимки, има грчки снимки, има современи, има помалку современи. Еве една од пред 3-4 години, во овие 2,5 минути, во време на короната, кога малце не се однесувавме како човештво, како што треба, но сепак го добивме благодатниот оган, но има и еве нешто поново, снимено од Associated Press, како што гледате, оке има и полицајци, луѓе кои не се верници, кои контролираат да не се создаде некоја превара, лага, затоа што едва и чекаат евреите да фатат дека нешто се лаже. Но, она што докажува, што ни докажува благодатниот оган? Ни докажува дека ние православните го славиме на точниот датум. Така да, добро е кои католиците и останатите се поклопуваат, тоа значи дека сме во право. Еве можам да поберам, например, некој подолго видео, Holy Fire, снимено пред година дена, пред 2 години, пред 11 месеци, 4. Така што, еве, например, видеа дали е вистина или е мит, разноразни анализи, дали е тоа така или не, терапевти, психотерапевти, псевдо. И не се срдете, тоа е добро, тоа е така, а верата обстанува. Не останува празна вера. Не може празна вера, не може фол, не може хоукс да трае преку 2000 години. Ако е накриво насадена, таа ќе се радикализира. Ако е погрешно поставена, тогаш ќе се распадне. Ако не е вистина, нема да ја доживуваме барем оние наједноставните, најискрените, а не бидејќи ќе биде секта. Така што, драги мои, поминете ги деновите како што ги поминете, правите како што мислите дека треба да правите. Јас знам што ќе правам. За тоа нема принудам ни моите деца, ни моите блиски, а камо вас. Јас само прикажувам, споделувам радост, ретко гледаме вакви работи. Во продолжение овие денови, во петок ќе имате прилика да гледате еден филм за животот и делото на Исус Христос, правено Новиот Завет, синхронизиран, не титлуван, тук синхронизиран, не е лошо направен, таа во петок ќе биде. Иако, ако сакате, ја да ви кажам, мене некак ми е, иако не можам многу често да го гледам, ми е Страдание на Мел Гибсон, го гледам во петок навечер, нака знае и да ме расози. И дека многу здраво за гото неговите страдања ги сериозно поставил нашиот Бог, за да не спаси нас. Сакам да кажам дека деновиве
на празниците, имаме еден серијал кој го ископав од архивите, многу стар со децении, за македонската култура, цивилизација, од антиката до денес, во кој е преплетено секако и нашето православие. Затоа дозволете ми вечерва да се простам од вас и ќе се видиме после Великден и да бидам првиот кој ќе го каже она што постојано радосно ќе го споделуваат верниците и оние не од чиста култура и така натаму. Христос воскресна, наистина воскресна и да сте ми живи и здрави. Се гледаме. Херодот, таткото на историјата, запишал вака. Од градот Аргос избегале кај илирите тројцата – Гаван, Аероп и Перда. Од кај илирите, преминувајќи ги планините, втасале во Горна Македонија во градот Лебаја. Таму се главиле како слуги за плата кај кралот. Гаван ги пасал коњите, вториот брат Аероп ги пасел говедата, а најмладиот од нив Пердика ги чувал козите и овците. Жената на кралот сама им го готела јадењето на слугите. И секогаш кога печела леб на слугата Пердика само од себе нараснувал двојно. Кога кралот чул за ова, веднаш помислил дека тоа е Божјо чудо и дека предвестува нешто гомо, па ги повикал слугите и им рекол да си одат од неговата земја. Овие му рекле дека право првин да си ја добијат платата, а потоа да замет. Кралот, залуден од некој бог, покажал на подот каде што се спуштале сончевите зраци од баџата, па им рекол: евеа платата што ја заслужувате. Гаван и Аероп останале стаписни, а најмладиот Пердика рекол: го примаме крал тоа што ни го даваш. Потоа со еден нож го заокружил местото на подот каде што паѓале зраците. Око така ги ограбил, 3 пати зацрпел од нив и си ги ставил во пазувите, а потоа тој и неговите браќа заминале. Дури подоцна, некој од светниците му објаснил на кралот што направило момчето. Кога го чул тоа, кралот се кострешил и пратил конници за да ги убијат момчињата. Но реката толку надошла, што конниците не може да ја преминат. Момчињата дошле во друг дел на Македонија и се населиле блиску до градини на Мида. Гаван, Аероп и Пердика. Вака хеленскиот историограф Херодот ја запишал казната за потеклото на првата македонска кралска ложа. Угрите на македонското кралство ги покрива мрак.
За почетоците на македонската држава и за првите кралеви на династијата Аргеади има сочувано многу малку податоци, кои всушност имаат облик на легенда. Во историските изви се споменува и митскиот јунак Херакле, се сметал за родоначелник на кралската куќа Аргеади, како и 12 легендарни кралеви што потекнуваат од неговата лоза. За жал, само за тројца од нив, Темен, Кисеј и Каран, се зачувани легенди. Известно е дека етничкото обликување на античките македонци се случувало и завршило во периодот од раната историја, што го рекуваме железно време. Од крајот на 8 век пред нашата ера почнал и процесот на создавање на единствената македонска држава, и тоа преку обединување на сродните македонски племиња под кралскиот жезол на династијата Аргеади. Отприлика во исто време почнува да се користи името Македонија. Изворите зборуваат за мискиот Македон, кој бил родоначелник на македонците. Се кажува и дека областа Ореста, откаде што потекнува македонската кралска династија, во постаро време се нарекувала Макета. Најпосле, Херодот го споменува племето македонци. За значењето на името Македонија постојат неколку верзии, тоа се врз основа направени основа на лингвистички анализи. Лингвистичките анализи, некои од лингвистите сметаат дека името е всушност доаѓа од хеленскиот збор Македонос, други пак сметаат дека се работи за старобалканско име и дека е изведено од бригискиот збор за земја. Трети пак смета дека всушност името македонци е хеленски превод на нивното име кауконци. Сите три верзии постојат во историската наука, со тоа што сите три верзии се релевантни. Со обединувањето на македонските племиња и почетоците на единствената држава, името Македонија добивал се пошироко географско и политичко значење. Овен географска територија тоа почнало да ја означува македонската држава, составена од сродни племиња кои постепено биле вклучувани во државата со јакнењето на власта на династијата Аргеади. Од градот Аига, Аргадите најпрви се ширеле кон исток. Нивната цел била да излезат на море, но и да добијат пристап до рудни богатства што ги криела планината Пангај. Псевдоскимос завишал. На темпејските извори се наоѓа земјата на македонците, каде што, како што кажуваат, кралува домен македонец. Во прво време, со македонската територија владееле различни местни владетели. Тие биле дел од државата на династијата Аргеади, а некои од нив воопшто не ја признавале власта на кралевите од Аига. Римскиот историограф Помпеј Трок пишува дека македонецот Кан завладеал во Македонија откако ги истерал сите други кралеви што држеле дел од неговата земја. Од хеленските извори знаеме за уште неколку имиња. Гета и Питак, владетели на едонците, Дерда, Басилеј на елимејците, Андиох, Басилеј на орестите, Арабај, кој владеел во Линкестида, Мосес, Басилеј на ореските, Теутаи во земјата на пионците. Сите овие, поно или подоцна, ќе отстапат пред воената и политичката првласт на династијата Аргеади. Една по друга, нивните територии ќе влезат во составот на единствената македонска држава. За разлика од хелените, каде што имале полиуредување, кај македонците нивното редување било во кралство или монархија. Има две мислења дека македонската монархија била уредувана во конституционален тип и нас продува дека било уредувана во персонално или автократско кралство. Но сепак треба да се има на мислење дека македонското уредување или монархијата не била статичен тип, кој таа со тек на време се менувала.
врховна улога во македонската монархија имал кралот, каде што тој го имал главниот збор, но тој не управувал со сила, туку управувал со според законот. Денес излеговме на улица, за да видиме колку нашите сограѓани ја познаваат својата историја. Дали знаете во времето на кој крал од 4-тиот век од старата ера ќе се поклопат политичките и географските граници на Македонија, кога кралството го достигне својот зенит? Да, во времето на Филип II Македонски. За владењето на кралот Пердика I не се зачувани никакви конкретни податоци. Се знае само тоа дека во ова најрано време на династијата, главен непријател на Македонија биле илирите. Против нив војувал наследникот на Пердика, кралот Аргај. Во изворите е забележана и епизода за војната Итрина што Аргај ја применил во борбата против Галаур, водачот на илирското племе Тауланки. Се раскажува дека Аргај го згумил бројот на своите војници со тоа што преоблекол девојки во мажи. Тие во рацете носеле стапови, исто како придружничките на богот Дионис. По победата, Аргај му изградил храм на богот Дионис Псевданор, лажливиот, како и на мимоланките, македонските мајнади. Најдете се придружнички на бог Дионис, кој што во десната рака носеле тирсо, во левата рака носеле грозд. Сега, Дионис е малоазиско божество на вегетација, чишто култ било пребацено на Балкан и во Македонија е едно од најпочитуваните божества и му дава голема важност. Сега, ученичките во неговите култови на Дионис од поранешно време, значи се знае дека нивните имиња се биле Клудинки и Мималонки. Во борба со илирите, кои ја нападнале македонската земја, загинал и кралот Филип I, а против нив војувал и негови наследник, кралот Аероп I. За следниот крал, кој се викал Алкета, е зачуван уште еден интересен податок. Тој како бебе во една прилика бил однесен на бојното поле во Лука, зашто неговите македонци верувале дека само божеското присуство на кралот може да обезбеди победа на бојното поле. Минта I најверојатно дошол на власт околу 540 година од старата ера. Не знаеме колка била Македонија во негово време, но според забелешките на некои антички писатели се претпоставува дека тоа биле неколку области од десниот брег на реката Акси, денешен Вардар. Сепак, Македонското кралство не е останало настрано од политичките случувања во Егејското море. Напротив, кралството Мошне бргу се нашло во средето на случувањата, и тоа поради настан чие жариште се наоѓало мошне далеку од македонската престолнина. Големиот персиски крал Дареј зафатил на освојувачки поход на европска почва. Херодот вели дека Дареј сака да им удоволи на желбите на неговата жена. Дали знаете како се викала таа? Не. Тоса. Некои научници тврдат дека сакал да ги освои европските скити, други пак мислат дека Дареј бил привлечен од богатството на Егејското најбрежје и неговите суровини. Веројатно никогаш нема да дознаеме што го натерало големиот Дареј да се нафти на ваква работа. Но како и да е, во 511 година од старата ера, големата персиска воена сила префрлила преку Босфор. И за прв пат во историјата, една азиска сила навлегла во Ева. Околу 500 година од старата ера, состојбата во Егејскиот басен се сменила. Хелеите на малоазиското крајбрежје кренале бунт против персиската власт, во што добил голема помош и од Балканот, особено од Атина. Ово стание во историјата било наречено Јонско и се разбира, персиците го душиле, но затоа им биле потребни повеќе од 5 години. Во меѓувреме се случила смена на македонскиот престол.
Најдоцна во 498 година од Старата ера, на претолот во Ајга бил устоличен Александар I. Речиси сите податоци за Александар I се врзани за настанот на векот, грчко-персиските војни. Дури и да сакал, Александар не можел да остане настрана од непријателствата меѓу персиците и хелените, кои наближувале кон точка на вриење. Македонија се наоѓала току на патот од Босфорот кон копнената Хелада, па секој персиски копен поход морал да минува из македонска територија. Значи, учествувал на страната на персиците и учествувал и на страната на античките грци делумно. И прегарот Фил Хелен е резултат на неговата поствоена пропаганда, бидејќи персиците биле поразени во таа војна и победници излегле полисите хеленски и кралството Македонија, кое било тогаш во голем подем. Александар I барал начин излезе на меѓународна сцена, затоа единствен излез било Олимписките игри. Олимписките игри биле излез и услов за присуство било хеленското потекло. Александар тоа го немал и ја користил истоименоста на градовите Аргос Орестикон, од каде што потекла династијата, и Аргос на Пелопонес, но може да се каже дека не учествувал на Олимписките игри, бидејќи во списоците од Олимписките игри неговото име го нема, иако наводно победил. Прекарот Фил Хелен, кој значи пријател на хелените, нам ни кажува доволно дека Александар не бил Хелен. Прекарот најверојатно му е даден епитетот во хеленистичкиот период во Александрија, со цел да се разликува од Александар III Велики. Персиците почнале да го подготвуваат теренот за нови действија кон запад. На чело на овие операции стоел прочуениот персиски војсковец Мардони, син на благородникот Гобрија. Херодот нема многу пофални зборови за Мардони. Тој пишува дека војската на персиецот била речиси сотрена од племето Брии. Но он опишува Херодот. Те може да биде вистинито. Всушност, постигањата на Мардони воопшто не за подценување. Бригите, иако бедиле, сепак не го обегнале персискиот јарем. Жителите на богатиот остров Тасос, кои претходно ги контролирале рудниците на копното, сега сами си ги урнале цврстите градски бедеми и му ја предале целата флота на великиот Дареј. И не треба многу за да се свати дека за само неколку месеци Мардони во целост ја исполнил задачата што му била доверена. Персиската власт во Европа била целосно обновена.
Кој е наследникот на великиот владетел Дареј, кој во 486 година паднал во смртна постела? Не знам, кој бил? Неговиот син Кс, кој решил еднаш за секогаш да се пресмета со хелените на оваа почва. Во 483 година, Бубарес, сопругот на македонката Гаја и зет на Александар I, бил пратен да го надгледува копањето на големиот канал преку полуостровот Атос на Халкидик, откаде во блиска иднина требало да мине моќната персиска флота. Откако завршиле сите подготовки, флотата се пробила до Термајскиот залив. Таму веќе чекале персиската шаренолика копна војска, предводена лично од кралот Ксеркс. Во силите на Ксеркс имало одреди од сите покорени или сојузнички држави и од сите области низ кои минувала војската. Оставени без избор, персиската војска се нашле борци од безмалку сите племиња што живееле на Тракиското и Македонското крајбрежје. Така што кон персиската војска морал да се приклучи и Александар I. Здружените хеленски сили се потувале да го пречекаат страшниот непријател во тесницот Темпе, му на границите меѓу Македонија и Северна Хелада. Но македонските гласници на кралот Александар ги предупредиле своите соседи, кои веќе биле построени дека ќе бидат заобиколени преку други прени. По ова, хеленските чети се повлекле кон југ. Овој пат, тие се отврдиле кон тесницот Термопили, на јужната граница на Тесалија. Со овој потег Македонецот постигнал две цели. Не само што успеал да ја пренасочи персиската војска од Македонија во Хелада, туку истовремено, иако бил построен во персискиот боен ред, успеал да го избегне војниот судир со своите довчерашни работници хелените. Таа зима Александар I пристигнал во Атина. Как пратеник на кралот Ксеркс и војсководецот Мардони, македонецот носел на атињаните понуда за оделен мир и сојуз со Персија. Зошто на оваа задача бил испратен токму Александар? Персискиот план бил едностен и логичен. Најважно било да се порази Атина, зашто тоа би значило крај на борбата на здружените хеленски сили. Без Атина како сојузник, другите градови би немале друг избор, освен безусловно да му се покорат на персискиот крал. Токму затоа, пораката што Александар ја донел во Атина била моќна и примамлива. Да спомнеме прво за македонските божества дека имаме македонска интерпретација на хеленските божества. Најголемо и врховно божество во Македонија и најпочитуван бил богот Зевс, бог на светлината и молњата. Најстаро македонско домородно божество кое нема хеленска интерпретација е божеството Ма, таа е божица на војните. Значи божица на војните и се смета дека таа е една од најважните божества во Македонија. Исто така, друго божество кое нема хеленско потекло е божеството Беј, кој се смета дека е бог на водата. Ксеркс им понудил на атињаните да им ги простат минатите престапи, повторно да ги изгради ратите храмови, да им помогне да го прошири влијанието надвор од полуостровот Атика и најпосле да им дозволи да живеат во согласност со нивните закони. Сепак, мисијата на Александар пропаднала. Атињаните ја одбиле персиската понуда, затоа што со персискиот предлог ниту се решавало прашањето за причините на војната, ниту пак прашањето за превласт во Егејското море. А освен тоа, во Хелада се уште имало активна персиска војска, па затоа атињаните никогаш не биле докрај сигурни во својата безбедност. По поразот и повлекувањето на персиците,
Александар и Хелените морале да продолжат да соработуваат. Александар како персиски помагач и непријател не им бил од корист ниту на македонците, ниту на Атин, но затоа Александар како таен сојузник на Хелените и снабдувач со дрво бил токму она што во повоениот период им бил потребен на Атина и на нејзината флота. Во битката кај Плаја, Александар најпосле морал да ги построи своите војници против хеленските. За жал, за улогата на македонските одреди во оваа битка не е зачуван ниту еден податок. Во секој случај, под водството на спартанецот Павсарија, здружените хелени извојувале блескава победа. Персиците, тешко поразени, морале да се подготват за долго и мачно повлекување кон Атина. По повлекувањето на персиците, на териториите меѓу реките Акси и Стримон, веќе немало црста власт. Александар лесно го искористил ова и наметна контрола врз македонските области се до брег на Стримон, кој станала источна меѓа на проширената македонска држава. Пристапот на новоосвоените територии лесно можел да се брани кај најлесниот премин преку реката наречен Девет патишта. Таму, половина век подоцна, Атина ќе основа важна колонија Амфипол, која ќе стане јаболко на раздор не само меѓу македонците и хелените, туку и меѓу Атина и Спарта. Што сакала да постигне Атина Стримон? Клучот за овој потек се крие во атинските потреби од дрво за бродоградба. Атинското снабдување се уште целосно зависи од Македонија. Александар I бил главниот снабдувач со квалитетно македонско дрво, но откако извојувал економска независност, Атина не можела ниту да го контролира, ниту пак лесно да го подчини. Најважниот атински увозен материјал зависел од добрата на македонскиот крал, а тоа Атина не смеела да си го дозви. Која година починал кралот Александар Ви? Починал во 454 година од Старата ера. Точно така. Неполна деценија, латинските обиди за населување местото Девет патишта. Македонија по негово владеење ни одблизу не личела на кралството што му го оставил неговиот татко Аминта. Така Македонското кралство зраснало во голема политичка и економска сила на северното Егејско крајбрежје. Сила која морала да биде земена во предвид при секој политички или воен потфат во регионот. Македонија била обединета од реката Стримон на исток до падините на планината Олимп на југ. По ваквиот подел на кралството, Александар се почувствувал доволно силен за да излезе на меѓународна сцена.
По смртта на стариот крал, политичките и економските односи во Егеот се смениле од корен. Додека владеел Александар, воено-политичките пријателства биле јасно дефинирани, а јасен бил и односот с протиставените сили. Александар I многу пати морал да избира страна, но можел да претпостави што ќе му донесе зближувањето со едните и со другите. Неговиот наследник Пердика II бил соочен со многу поинаков свет. Свет во кој непријателствата и сојузите биле склучувани според моменталните политички потреби. Слушајте ваму. Прима предавањето на кралска власт во Ајга не одело онака како што било замислено. За ова сведат зачуваните списоци на македонските владетели, кои никако не се согласуваат колку години владеел Пердика II. Според едни, Пердика владеел 40 или 41 година, а други пак тврдат дека минал пресудот меѓу 22 и 28 години. Но како да се објаснат овие големи разлики? Најверојатно е дека авторитетот на Пердика, како крал на Македонија, во едно известно време бил сериозно оспорен. Непосредно пред да почине, Александар I им поделил на своите синови неколку важни одговорности. Очигледно Пердика ја добил врховната власт и цело време бил во Неговиот брат Филип добил наместништво во областа Амфакситида, по теченијето на реката Акси, а слични овластувања на друго место добил и третиот брат Алкета. Не знаеме зошто Александар се реши ваков чекор. Но најверојатно поделбата овластувањата била потребна токму заради проширувањето и подемот на Македонско кралство. Иако за некои проблеми науката се уште нема решение, едно е сосем јасно. Откако чинал стариот крал, Пердика и Филип спореле за македонскиот престол. Филип одбил да ги врати овластувањата и да му се придружи на својот брат во Ајга. Предпочитал да остане во областа што му ја дал неговиот татко. Амфакситида се наоѓала токму на половина пат меѓу Ајга и источните области. Со својата непослушност, Филип му го попречил пристапот на Пердика до сребрените рудници и плодна, богата долина на Стримон. А токму таму интересите на Македонија и Атина се судиле веќе 20 години. Кавгата помеѓу Пердика и Филип не било дело на Атина, но атињаните не ја пропуштиле приликата да искористат во сопствена полза. Атињаните изгубиле многу броди во борбите со Персија. Потребите нови суровини драстично се зголемиле, па така уште од почетокот на недозбирањата Атина се определила за Филип, а поттикнувањето на неслогата во кралската куќа станало главен белег на атинската политика кон Македонија. Така Атина најпосле успеа да го наметне своето влијание во долината на Стримон. За жал не знаеме како Пердика ги гледал овие атински успеси. Кралот немал речи никакво влијание во источните области. Па иако не му се допаѓало она што го правеле атињаните, тешко дека може нешто да стои. Од друга страна, Атина мудро ги избринувала териториите што се уште биле под контрола на Пердика, па се уште немало ниту истински повод за да се започне војна. Работејќи предпазливо и мудро, атињаните можеле да ја заокружат својата политика на македонскиот брег. Нивните напори биле кронисани со успех од 437 година од старта ера, кога најпосле успеале да втемелат хелека населба на преминот 9 патишта. Новата населба, по име Амфипол, имала извонредна местоположба.
Таа возможувала лесна одбра, но и контрола врз трговијата со внатрешноста. Амфипол лесно можел да стане најзначаен град во долината на река Стримон. Со ова, атинеите се ослободиле од зависноста од Македонија, си обезбедиле други извор на дрво за бродоградба. Во предвечерието на вториот голем настан на овој век, братоубиствената војна меѓу Атина и Спарта, Атињаните го зголемиле данокот на градовите сојузници, што се наоѓале во соседство на Македонското кралство. Во исто време, тие ги затегнале односите со Коринт, нивниот најголем трговски конкурент на Западот. Воздухот повторно мирисал на војна. Есента 433 година од Старата ера, Атина побарала од сојузничкиот град Потидаја да ги раскине врските со Коринт и да ги урне градските бедни. Потидајците веднаш испациле преговарачи во Атина, но ги раздолжиле преговорите во текот на целата зима. Најпосле, потидајците решиле да го одбијат предлогот на Атина и веднаш кренале во стание. Коринт се разбира застанал на страна на потидајците, а Спарта решила засега да остане на страна. Настаните околу Потидаја се заплеткале, со што македонскиот крал добил неочекувана и поволна можност. Сега Пердика почнал да ги разгорува искрите меѓу Атина и Спарта, а стапил во контакт и со Коринт, кој веќе бил наострен за војна. Помалите градови на брегот, кои биле дел од Атинскиот поморски сојуз, Пердика им понудил плодна земја во внатрешноста и тие прифатил без колебање. Во април 432 од Стара ера, од Атинско пристаниште испловиле 30 бродови кои носеле кон север 1000 вооружени борци. Атињаните сватиле дека треба час поскоро да ги обединат силите со Филип од Амфакситида и да му зададат пресуден удар на македонскиот крал. Истовремено и Потидаја требало да се натера на послушност. Војската се истоварила на брегот на Тремајскиот залив, тук на половина пат меѓу Потидаја и силите на Пердика. Во тоа време, Филип и неговиот сојузник Дерда веќе тргнале војска кон срцето на Македонија. Пердика ги упатил силите во внатрешноста, атињаните лесно освоиле градот Терма и на почетокот на мај ја опадиле Пидма. Сепак во Потидаја, востанието не стивнувало. Атина испратила втора војка во Македонија и решила да ја освои Пидна, а потоа да се справи во Потидаја. Но во Потидаја стасало засилувањето од Коринт. Се кажувало дека наближува голема војна, па затоа атинскиот заповедник Калија решил да ги запре сите иствија и се разбира да склучи примирие. Ова му одговарало на кралот Пердика, кој не може да го брани крај брежието додека Филип и Дерда наближувале кон престолнината. Атињаните биле оставени да ја обсадуваат Потидаја, потфат што ќе трае цели 2 години и ќе ја чини Атина 50.000 килограми ребро. Филип и Дерда слегле од историската сцена, а Атина се нашла соочен со многу поголема војна од што планирала да води. В 431 година од Старата ера почнува Пелопонеската војна, која Атина, Спарта и нивните сојузници војуваат цели 27 години. Со донесувањето на власт од страна на кралот од страна на собранието, македонците по собствена волја го прифаќаат својот крал, но ги заржуваат нивните права, право на апелација, право на право на донесување на одлуки. Правото за апелација може да го донесе поединечно, групно или колективно. Филип втори рекол на стара жена дека не може да ја сослуша, таа рекла тогаш немој да кралува.
Ако Атина досега чекала Поп да удри на Македонија, сега дефинитивно и го добила. И тоа токму преку Пердика. Како одговор на потегот на македонскиот крал, атињаните склучиле сојуз со Ситалк, кралот на тракиското племе Одриси. Не минало многу време, а Ситалк ги минал Родопи со 150.000 луѓе и навлегол во Македонија. Во содејство со Ситалк работел и Ханон, основоположникот на Амфипол, кој заповедал со одреди составени од хеленски сојузници. Многобројната војска минала низ Ромичката котлина и преку градот Добер навлегла во Амфакстида. Македонските чети почнале да се повлекуваат и само наместа со брзи неочекувани удари ги напаѓале тракиските сили. Откако стигнал речиси до централната македонска рамнина, Ситалк свртел кон запад. Место да се упати кон престолнината Ајга, тој се повлекол источно од Акси и почнал да ги пустоши Мигдонија, Крестонија и Антемут. Ситалк чекал засилување од Атина, но ветената помош никогаш не пристигнала. Зимата веќе наближувала, па Ситалк и Пердика започнале преговори. По наговор на својот внук и иден наслик за Сеутес, Ситалк прифатил да се повлече. Мирот меѓу македонците и тракијците бил подкрепен и со династички брак. На Сеутес му била дадена Стратоника, сестра на македонскиот крал. Се на се, непријателствата траеле 30 на дена. Ситалк се повлекол без да постигне нешто особено. Така атињаните ја испуштиле последната прилика да ги решат односите со Пердика во своја корист и да го затворат битното прање за снабдување с рвал. По првичните неуспеси на почетокот од војната против Спарта, Атина полека успеала да ги надмине тешотиите. Атињата воделе успешни кампањи на бреговите на Пелопонес, но и на јужната граница на Македонското кралство. Македонија и Спарта се нашле загрозени од ист непријател. Пердика втори, заедно со градовите на Халкидик, побарале итна помош од спартанците и понудиле да ги платат трошоците за походот на спартанската војска. Повикот дошол во вистинско време, зашто спартанецот Брсида веќе се подготвувал за воен потфат во Тракија. Кон средината на 424 од старата ера, Брасида тргнал кон север со 1700 доброволци од Пелопонес. Пердика се послужил со неговите теселски врски за да му овозможи безбедно минување низ Средна Грција и префрлање во Македонија. Спартанските одреди ги заобиколиле атињаните, легле во Македонија преку превалецот Петра. Дури со толку мала војска, Брасида постигнал големи успеси. Бил заземен, дури и Амфипол, всушност предаден од неговите граѓани, кои биле крајно незадоволни од Атина. Спартанците го зазеле и Еон, че одбрана ја водел токму Тукидид, авторот на историјата на Пелопонеската војна. По поразот кај Еон, историографот се повлекол од политиката и целосно му се посветил на пишувањето. Договорот меѓу Пердика и Брсида предвидувал заедничка акција против македонското племе Линкести. Во замена за платените трошоци за војувањето, Брасида требало да помогне во борбата против Арабај Бромеров, басилеот на Линкестите кој се противел на централната власт во Ајга. Но наместо да војува, Брасида реши да посредува меѓу двете страни. Наспроти волјата на Пердика, тој почнал да преговара со Арабај за да ги придобие Линкестите како сојузници. Налутен од ова, Пердика ја свалил издржката на спартанската војска. Следната година, Пердика и Брасида повторно тргнале против Арабај. По првиот судир, во кој победиле Пердика и Брасида, здружените сили неколку дена ги чекале илирите што ги најму Пердика. Кралот сакал да ги нападе селата на Линкестите со илирска помош, но Брасида наумил што побрзо да се врати во Халкидик. Ова чекање му се видело премногу долго. Тогаш стасала вест дека илирите минале на страната на Арабај. Македонците и спартанците решиле да се повлечат, но не се усогласиле добро. Македонците почнале да се повлекуваат уште ноќта. Војниците на Брасида се почувствувале предадени. С упорност својствена само на спартанците, Брасида сепак успел да ја извлече војската. Тука се видела умешноста на спартанецот. Брасида со трчање ја зазел плесната страна од теснецот, откаде потоа удирал на илирите.
Уште истиот ден успеал да се пробие до градот Арниса и се нашол на територијата на Македонското кралство. Но неговите војници биле гневни поради давството на македонците, па го ограбиле снабдувањето на македонскиот крал. Ова го означува крајот на Спартанско-македонскиот сојуз. Брасида бил многу силен непријател за Пердика и зато кралот повторно се врти кон атињаните. Договорот помеѓу Македонија и Атина повторно бил обновен, и тоа на задоволство на двете страни. Пердика веднаш почнал да действува. Спартанските засилувања за Брасида не успеале да минат низ Тесалија. Спартанецот се нашол одсечен и за прв пат морал да размислува за одбрана. Распетот уследил бргу. Во една пресметка близу Амфипол, во која Пердика се борел на атинската страна, загинале војсководците на двете спротиставни страни – Брасида и Клеон. Пердика II започнал преговори со Атина, што завршиле со склучување на нов сојуз. Се очекувала помош од Пердика, главниот атински сојузник на северното крајбрежје. Пердика никаде го немал, па атинската флота воопшто не исплувила. И така по кој знае кој пат, македонецот Пердика бил прогласен за непријател на Атина. Вршуваат сите податоци што ги имаме за владењето на кралот Пердика II. Македонците принесувале доста жртви. Пример за тоа ние во својот поход персискиот крал Ксеркс во 490 година на реката Стримон жртвувал бели коњи и нивната крв ја излеал во водите на Стримон. Ако знаеме дека според персискиот обичај, персиците не смеат да извалкаат водата, можеме да заклучиме дека станува збор за македонски обичај, бидејќи жртвата била направена на македонски начин. Исто така имаме жртва лејанка, односно лејење на вода, каде што пример имаме Александар лее вода од златна чаша, клун на брод на реката Истар при нејзиното минување, на реката Хидап и на реката Инд. При обредот на прочистување на војската имаме жртвување на куче. Војска поминувала низ куче се разделувало на две половини, војската поминувала низ кучето. Овај обред во најрани времиња се вршел при секое тргнување на војската во поход, а подоцна само пред почеток на воената сезона. Исто така имаме и принесување дарови на божицата Артемида, завиткани во пченич слама од страна на жените во Македонија, бидејќи Артемида божицата се јавува како заштитник на шумската вегетација и земјоделие. Според филозофот Платон, Архелај се добрал до кралската власт на мощен несекојдневен начин. Платон раскажува дека Архелај бил син на Ринка, па за да ја обезбеди својата власт, морал со измама да го убие чичкото Алкета и братучетот Александар. Приказнава била мощно популарна во античко време, но историчарите ден не веруваат дека е веродостојна. Вистина е дека во македонската кралска куќа често имало незаконски обиди да се преме власта. Но Архелај немал никакви причини да брани правото на македонскиот трон со некакви убиства. Во моментот кога седнува на македонскиот трон, 45-годишниот Архелај нема внатрешни непријатели, а и примопредавањето на власта поминува без никакви невоќи. Па сепак, сега нештата биле поразлични. Пердик II го минал своето владење во бори и надмудувања со атињаните, кои имале огромна економска моќ и контролирале речиси целиот Егеј.
Но во времето на Архелај, Атина се соочувала со катастрофални воени, политички и економски последици по катастрофата на Сицилија. Токму затоа, таа морала да ги обнови пријателските односи со Македонија. Но овој пат, иницијативата била на македонската страна. Во 405 од старата ера, во поморскиот бој кај местото Ај Господ Тами. Потами. Спартанецот Лисандар ја уништил макотрпно обновената атинска флота. По овој тежок порос, Атина имала начин да ја обнови поморска сила, тоа го навестило и крајот на Пелопонеската војна, што се водела веќе 4 век. Наскоро Атина била обсадена, пошто морала да го признае поразот и да потпише срамна мировна спогодба. И Спарта, ако победила во долгата војна, таа претрпела страотни загуби во војска и заповеднички кадар. И така за прв пат речиси цел еден век Македонското кралство било заборавено од големи сили и оставено да се занимава само со себе. Ке продолжиш? Се чини дека при крајот од неговото владење, Архелај сепак се соочил со тешкоти. Античките автори тврдат дека во Македонија повторно се јавила внатрешна неслога, но и обиди да се отвори централната власт на Аргеадите. Тука завршуваат сите податоци во врска со овие непријателства. Но дури и од она малку што е зачувано, може да се насети дека централната власт на Аргеадите била доволно стабилна и силна. Колку? Да, постојат информации за брачната заедница во античка Македонија. При тоа не постојат подробни информации за брачната заедница на обични македонци, постојат повеќе подробни податоци за брачната заедница на македонските кралеви. Од тие податоци со кои што располага историската наука, познато е дека обичните македонци, односно античките обични македонци, практикувале по форма моногамен брак, додека пак полигамијата била карактеристична за македонската кралска куќа, односно куќата на династијата на Аргеадите. Настрана од непријателствата со Сира, Архелај бил ослободен од надворешните закани и затоа можел целосно да се посвети на внатрешните прилики во Македонија. За мерките што ги презел кралот, сведочи историографот Тугидид. Тој запишал: Македонските тврдин подоцна, откако станал крал, изгради Архелај, синот на Пердика. Тој исто така пробилни патишта и ја уреди војската за војување, коњите, оружјето и целата спрема, и тоа подобро од сите други кралеви што владееле пред него. Ајга останала релиски и култен центар на кралството се до крајот на владењето на династијата Аргеади. Пела, новиот политички и административен центар на кралството, бргу станала и важно културно среща. Размерот и украсувањето на откриените гради сведочат дека Македонија сакала, но и била способна да го заземе своето место на културно поле, откако ќе го постигнала тоа во војувањето и политиката. Античките историографи спомнуваат многу прочуени културни дејци кои тогаш трајно населиле и работеле во македонската престолнина. Најслаб сите бил Еврипид. Традицијата вели дека Еврипид им се налутил на атињаните поред поразот на некој хорски надпревар и трајно се населил во Македонија, каде што ги напишал своите последни дела, драмите Архелај и Баки. Бил познат Лисип, кој бил единствен скулптор на вајарот Лисип, кој бил единствен скулптор на Александар, исто така и Скопас, кој правел скулптури за Александар. Друг познат е Леохард, кој направил скулптура на целото семејство на Филип II. Кралот бил предемчив и на полето на економијата. Според сето она што го направил, како и според опсегот на неговите економски мерки, би можело да се каже дека тој спровел прва монетарна реформа во Македонското кралство. За прв пат Александар I,
Архелај повторно ковал големи и вредни монети, но користел нов стандард, усогласен со персискиот. Кралот Архелај умрел со насилна смрт, а филозофот Аристотел запишал неколку различни верзии за овој настан. Според првата верзија, некој си Кратеа решил да го убие кралот, зашто бил присилуван постојно да му се подава за телесна наслада и веќе не може да го поднесе самот. Другата верзија вели дека Кратеа го убил кралот зашто овој му ја ветил раката на ќерка му, но го исполнил ветувањето. Во двете верзии се тврди дека убиецот не бил сам, туку му помагал човек по име Хеленократ, родом од Тесалска Лариса. Чуди тоа што за убиецот Кратеа нема ниту еден податок во ниту еден друг извор. Човек кој требало да се сроди со кралката куќа, во тоа време посилно од кога и дае, би требало да има барем мало политичко значење и несомнено би го сретнале неговото име на друго место. Излегува дека мотивите за убиството на Архелај, што не ги назнатува Аристотел, се мощно сомнителни. Но гледано со денешни очи, убиството на Архелај бил најмал проблем за македонците. Наскоро Македонското кралство ќе го доживее своето прво многовластие.